Министерството за земјоделство ги заострува мерките за субвенции. Нема да има кратење на парите, но ќе има дополнителни услови кои земјоделците треба да ги исполнат за да може да добијат државна помош. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски, рече дека ваквата владина програма ќе придонесе за зголемување на земјоделското производство во Македонија. Покрај условите кои ќе треба да ги исполнат земјоделците, нивните земјишта редовно ќе бидат контролирани од страна на Министерството со цел да се провери дали земјата се обработува. На таков начин, според Трипуновски, ќе се намалат земјоделците кои добиваат пари од државата, а не произведуваат. Сакам да ги отврдам обвинувањата од опозицијата, сите они кои што се обидуваат да коментираат програмата за 26 година, дека нема кратење во делот на субвенциите, него има дополнителни условувања во делот на производството, во делот кој што треба да го постигнеме на едно повисоко ниво. Сите овие реформи кои што ги правиме, почетни реформи, се да дадеме еден правец каде ќе се движи Македонија во наредниот период. Постојат категории на луѓе, би ги нарекол, не би ги нарекол земјоделци, кои што се обиделе да го злоупотребат системот и да користат земјоделски субвенции. Затоа повторувам, со новите капацитети кои што ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција, контролите на терен, ќе се елиминираат сите оние кои што сакаат да печелат на грбот на државата, да земат субвенција, да не учествуваат во земјоделскиот процес. Од Националната земјоделска мрежа реагираат дека новата програма за нив е неприфатлива. Велат дека на овој начин најмногу ќе настрадаат малите земјоделци. Бараат да седнат на заедничка маса со министерот и да најдат заедничко решение за да не бидат оштетени. Има не само што има кратење, туку има и целосно голем број од нашите земјоделци нема да ги исполнат своите права за финансиска поддршка, бидејќи поддршката од 2 до 5 сега е крената на 5 декари минимално. Тука се најдуваат најголемиот број на наши мали земјоделци. Според наше мислење, малите земјоделци се моторот на земјоделието во секоја држава и дека тоа е дека е неправеден начин спрема нашите ситни земјоделци. Секогаш пред ќе се обидиме да најдеме разум на заедничка маса, па и со министерот, и со откупните центри, и со земјоделците, за да најдеме еден најдобар модел со кој што ќе се постигне најдобар резултат во општо задоволство на сите засегнати страни. Доколку не се постигне договор со ресорното министерство, од Националната земјоделска мрежа најавија дека ќе организираат протести.